Банкарскиот сектор остана стабилен и во оваа кризна година со висока ликвидност и со профитабилност која постепено се намалува. Имено прелиминарните бројки, да кажеме, на добивките по банките испаѓа дека се помали него минатата година, иако се уште може да се каже дека во целина банкарскиот сектор е профитабилен. Бројките укажуваат на тоа дека во однос на претходната година потенцијалот, односно билансите на банките се пораснати за 2,4, кредитите за 5,4, што значи и во услови на криза банките продолжија со кредитни активности и депозитите има пораст на депозити од прилика околу 5%, со забелешка дека тоа се вогласно пораст, тоа е пораст на депозити на население, бидејќи корпоративниот сектор, односно фирмите, со оглед на тоа дека рецесијата имаше влијание на нивното работење, нормално и нивните депозити да се намал. Секако дека кризата во реалниот сектор имаше влијание и кај банкарскиот сектор, бидејќи процентот на нефункционалните кредити од 9,5 што беше во текот на 2011 година се покачи на 11,6 и на некој начин со што реков на почеток, со намалената профитабилност се индикатори дека и банките не се имуни на случувањата што се во реалниот сектор. Ние бараме како тумачење од страна на Народна банка во делот на одлуката за издвојување резервации, односно сметаме дека податоците што се во банките не би биле доволно за да се утврди кој е нето извозник. Тие податоци се во Народна банка и во Царина. Одговорот од страна на Народна банка беше дека тие податоци се деловна тајна и дека они не може да ги дадат. Мислам дека сме во фаза на расчистување на тој проблем, односно утврдување точни податоци кои се нето извозници. Генерално настојувањето беше дека тоа не треба да се решава парцијално сега и големиве банки што имаме податоци ќе се го решиме проблемот, него треба да биде единствено решение, да можат и малите банки да имаат единствена база, бидејќи Народна банка во крајна линија кога ќе дојде во контрола кај банките, треба да бидат сигурни банките дека тој кој што е деклариран за нето извозник и земен во пресметката и ги добил одредени повластници по тој основ, навистина тоа е така. И всушност тоа е точката на разидување помеѓу Народна банка и банките по формирањето на единствена база на податоци. Со оглед на доброто организирање на нашиот ЕСНА беше поттикнато не само Сдруженијето на банкарство да биде пример и за останатите здруженија во рамките на комората и другите кои што функционираат во Република Македонија да потпишат еден заеднички кодекс кој ќе биде на целиот ЕСНА со цел заштита на правата на потрошувачите. Ние како Сдружение на банкарство направивме еден предлог текст, го доставивме до сите банки штедилници. Сите банки штедилници ги доставија своите забелешки и имаме еден текст кој денес треба препорачуваме на Сдруженијето да го усвои. Како што каже и председателот, значи банките и штедилниците си имаат своји интерни правилници, меѓутоа ова е во насока на оформување, односно на поголема заедничка соработка помеѓу сите банки во рамките и штедилници на Сдруженијето. Исто така, доколку се усвои, а иницијативата беше прифатена од сите, на ова здружение, Министерството за економија предлага потпишување на кодексот да биде во месец март.